Министер ќе стапи на сила законот за употреба на јазиците, како тоа ќе се одрази конкретно на армијата, очекувате ли некои потешкоти и што ќе биде тоа поразлично во однос на тоа што беше претходно? Дали ќе има двојазичност во униформите на армијата? Вие знаете дека тоа е едно прашање кое што не е вградено во законот за употреба на јазиците, токму од причини кои што се однесуваат на функционирање на армијата и фактот дека униформите обично предпоставуваат униформност. Меѓутоа рековме дека оваа одредба или овој предлог ќе го испратиме до Венецијанската комисија и очекуваме мислење и за законот, меѓутоа и за оваа конкретна можна одредба. Факт е дека армијата е една од институциите која што нуди најголема кохезија. И вие доволно беше да го погледнете оној прв строј кога доаѓав, да видите дека армијата на Република Македонија е Македонија во мало. И мислам дека тоа е успех на оваа институција, тоа е успех на оваа држава и јас сум убедена дека тоа така и ќе продолжи. Во делот на одбраната, главната, предпоставувам, промена ќе се однесува на можноста на граѓаните на Република Македонија кога се обраќаат до Министерството за одбрана, да може да го користат и својот мајчин јазик и да добијат соодветен одговор.